Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест вечерва, мој гостин, да биде безбедносниот експерт Љубомир Ѓурчевски. Добре дојде. Добро вечер, добре најдов. Ѓурчевски, неколку дена после тоа зборуваме за еден факт кој што се обелодени токму на Алфа телевизија, кај колегата Бетмен. Значи зборуваме за Жан Митрев, за она што го соопшти, обелодени дека нешто што, нели, сепак мислам дека повеќето македонци го знаеа дека се случуваше нешто таму, но не беа сигурни што и зошто беше онаа хајка. Среде хајката отворена за него, која што испадна дека била лажна хајка, некој, тоа се според Жан Митрев, Венко Филипче и Зоран Заев му дале, да го наречеме непристоен предлог, има еден филм околу тоа, нели? Околу продажбата, односно купопродажбата на неговата болница. Тој го обелодени тоа токму на Алфа, имаше многу моменти кои што наведуваа на тоа како и зошто се случувало, но еве, те изненадили овој факт среде владењето, среде короната, посте короната, некои токму овие двајца еве да го правеле тоа што го правеле. Видете, мене воопшто не ме изненади, затоа што јас често пати, нели, по моите настапи на медиумите стално зборувам, а тоа го потврди завчера и премиерот, околу сите оние фамозни уредби со законска сила донесени од претходната влада, нели, во време кога беше прогласена вонредната состојба. Го имаш споменато и кај мене во емисија. Не само кај вас во емисија, во многу емисии го имам споменато, затоа што и законот и уставот е кристално јасен дека сите тие уредби со законска сила треба да се потврдат во првиот момент кога ќе се создадат услови собранието да заседават. Со оглед дека во вонредната состојба собранието не можеше да заседават, нели, без разлика што таму имавме и едни мислам глупави сцени, доваѓање со скафандери за да гласат и така натака, но ајде министерка стана па награда е министерската фотелја, да. значи страшни работи. И оттука мене воопшто ова не ме изненади, затоа што во тој период беше донесена и односно емитувана еврообврзница од 940 милиони евра, иако ние имавме еден куп проблеми со делот на набавката на вакцини за корона кризата, кога дотичниот господин, сега преседател на опозицијата, беше министер, нели, за здравство. И ние знаеме дека тој закон никогаш не се потврди од собранието, а има и еден куп други работи кои што во основа беа криминогени, во основа тие уредби со законска сила овозможуваа, односно продуцираа криминогени дејствија и легализираа криминал. И во делот на јавните набавки, ако сакате, и така натака, и така натака. И тогаш, нели, се слушна за оваа нова метода која што ценетиот кардиохирург господинот Жан Митрев ја промовираше, нели, така како научна метода, се уште можеби се доусовршуваат и така натака, хемофилтрацијата, односно целосната замена на крвта. И мислам дека во една прилика јас искоментирав, изгледа некој ги знаеше сите приливи и одливи на средства кои што влегуваа во приватните клиники, па некому му се виде тоа како многу добар бизнис и се лиферува, односно имаше јавни поговарања дека како купец се појавува некој си човек со холандско државјанство по националност албанец и дека се понудени одредена сума на пари, неколку милиони. Тоа сето беше во рамки на она што кружеа како јавни поговарања кои што беа во Република Македонија, без при тоа да се презентират една друга многу битна состојба, која што битна состојба господинот Жан Митрев овде отворено и јасно ја кажа, и јас дури на вашиот колега Богдан Илиевски му напишав една порака, му викам најдобро презентирана врската помеѓу политичките елити и организираните криминални групи е точно настапот од позиција на влијание врз обвинителството, кој што една реченица кажа премногу за таа спојка помеѓу организираните криминални групи и политичките елити кои што настапуваат од позиција на моќ. И тие од позиција на моќ вршат притисок врз обвинителството и затоа тука јас
уште одма, нели, во неврзани разговори со ваши колеги, па и со вас лично, кажав дека таму треба подитно да заседават Советот за на јавни обвинители, да си го земат целокупниот предмет и од кривичната пријава против Жан Митрев што ја беше поднесена за хемофилтрацијата, односно за измамите во лекувањето на одредени пациенти, која што во основа ниту има елементи, ниту држит. Јас и тогаш дури има и напишано на мојот Facebook профил, може да најдат, да се вратат. Беше класична хајка. Не само што беше, и него сега дознаваме изнуда, дека класична за намалување на вредноста, така. сакате да обезвредните нешто, ќе го девалвирате. Но и да му наплатиме рекет. И да му наплатиме рекет, односно уцена или закана, тоа се односно со уцена или изнуда, тоа се кривични дела од членовите 258 и 259, не ме држете точно за членовите, од кривичниот закон, каде што, значи, лично се атакуваше, но при тоа морам да спомнам уште еден факт кој што не го спомна ни ценетиот кардиохирург Жан Митрев, каде што веќе господинот Мицотакис во Република Грција спомна за некакви провизии во голем износ околу потпишување на Преспанскиот договор. Значи тоа беше презентирано во јавноста и тоа требаше да биде сигнал за нашето јавно обвинителство дека навистина треба да го преиспитат, да ја преиспитат целокупната постапка околу Преспанскиот договор, почнувајќи од начинот на создавање на мнозинство, уцените, носење на законот за амнестија, на крајот на краиштата изборот на председател на собранието, зашто нема записник, никаков записник од тој момент, целосна ревизија на случајот 27 април, каде што некому се залепи тикета за тероризам, односно да се врши притисок врз тие луѓе со уцена и со закана да прифатат значи има еден куп действија кои што одат во таа насока дека некој не знаејќи што да прави со тие средства кои што ги спомна господинот Мицотакис, изгледат виде дека добар бизнис ако преку некој си ЕНН, иако точно се знаат и неговите генерали беа спомнувани тука и националност и све, да се дојди до еден создаден бизнис, кој што перење на парите во превод. Па да, стекнати од Преспанскиот и од Бугарија да структура, од криминогена структура, добиени како провизии, де факто да ги испериш, односно да се стекни со чист имот, со легален имот. И тука ако некој треба да седнат и дебело да се преиспитат целокупното јавно обвинителство, почнувајќи од државниот јавен обвинител, завршувајќи до основниот јавен обвинител на најмалата, на најмалиот орган. Значи колку се 500 и нешто обвинители, треба подитно сите да ги соберит и да одржите еден симпозиум и да им кажете: ало господа, ајде сите по ред да земите, да фатите, да истражувате дали ова сето што го спомна во врска со Преспанскиот договор, затоа што нешто стекнато со сторени кривични дела мора да е ништовно. Тоа е првата работа, тоа е начело во кривичното право. И втората работа, дали е тоа согласно меѓународните стандарди, меѓународното јавно право и така натака, значи за се и многу ценети експерти во делот на меѓународно право пишуваат и кажуваат како треба да оди постапката за раскинување на тој неуставен договор со кој што се наруши идентитетот на Македонија, но тоа е друго прашање, да го тргнеме на страна, и односно да ги задолжит јавните обвинители да го преиспитаат целокупниот случај и подопрен глас, подитно да видат кој е тој обвинител што се дрзнал со име и презиме во рок од 7 дена да донеси решение за, пазете, ако јас во постапката сум поднел како обвинител обвинителен акт, во кој што обвинителен акт барам времени мерки и викам, како времени мерки? Блокирање на сметки, блокирање на ова, блокирање на личен имот и на правното лице и на физичкото лице и така натака, забрана за отуѓување на удели на акции, на се.
И сега наеднаш, во рок од 7 дена, Да, за гледачите само да им појасниме. Значи, Заев и Филипче му даваат понуда да ја откупат болницата. Така. Тој вели, не благодарам, имам и забрана за отуѓување на имото. на удели. Тие велат на уделот, да, нели? Да. Тие велат добро за да после една недела исчезне, се укине забраната за отуѓување на имото, за да некој може да ја купи пазете, болницата. господинот Жан Митрев Да. беше дециден и јасен и викат, имам докази во писмена форма. Да, токму тоа е она што мислам дека Значи, најмногу ги плаши. Тоа е, па затоа е паниката. Затоа е паниката. Веројатно и се сетиле што се тие докази. Да, ама паниката и сега кои не се и е што само се. кај, Да. кај посочените луѓе, Да. односно господинот Филипчи и господинот Заев, него паниката е сега и во јавното обвинителство. Затоа што, де факто, тамо има елементи Така. на отпочнување на истрага во најмала рака, зборам во најмала рака, за злоупотреба на службената положба од некој си јавен обвинител кој што го донел тоа решение, затоа што мора да се видат аргументите. Поради кои аргументи и поради кои докази тој се откажуваат од изрекување на времена мерка за неотуѓување на удели. Среде случај во кој Среде што нели ама пазете, и тоа во рок од 7 дена од времето кога паѓат понудата. Да. Е сега, влијанието од Мојч, значи од позиција на Мојч, тогаш на овие двајца мојчници, е такво какво што е, но тоа ние овде го коментираме само она, се држиме до она што го кажа господинот Жан Митрев, кај кого што се доказите. Значи кај него се доказите, не се кај мене. Да се кај мене јас знам што ќе направам, ама и сега апсурдно е во целата таа паника еден од повиканите, од посочените за изнудата, односно или за Оној уцената. вториот го нема никаде. Оној вториот го нема Многу никаде. интересен момент. Така, Толку да. до Дубај не стигаат вестиве за Не, што тој се се случува во чувствува се уште, Македонија. јас и прошлиот пат реков Многу овде и интересен сега. е момент. Тој да. се уште се чувствува сигурен и заштитен заради завршената валка на работа со Преспанскиот договор. Па зошто не се врати тогаш во Македонија? Не, тој се враќат во Македонија. Од време на време, ама од сега на подолго време го нема. Но тој се уште е Да. сигурен во неговите творци, Так. односно оние разузнавачи кои што работеа на разнебитување на Република Македонија. Едно да му е јасно на граѓаните на Република Македонија. Најголема лага е дека со Преспанскиот договор Република Македонија стана членка на НАТО. Не бе, луѓе, сватете, нека сватит македонскиот народ. Нас беше дојдено времето за уши ќе не фатеа и ќе не внесеа. Самиот Ципрас рече да не Абе, беа овие, да не, ќе влезеа и ќе- без промена. абе, на ништо, значи ќе не затоа Тој аргумент не ја држи вода, се оваа сложувам. територија им треба. Јас завчера ја слушав госпоѓата Коробар или Корубин, да не го нека ми простит на името. Она излезе со една теза од која што јас сум се скинал од смеа. Пазете, интелектуалец од највисок ред. Па, Доктор на науки, Па, не. да. Добро, викаме интелектуалец од титулата. се стекнува тоа од средината, не Добро, може ама сам титулата, тоа го Многу овозможи. има, треба да прскаме следната Да. година за доктор. И Не. сега дозволи, она Тој. излегува со една ваква теза. Ние немаме право на монопол врз македонскиот идентитет. Па што треба да дадиме идентитет на грците и на бугарите кои што се измислена творба? Јас разбирам. Оикофобија се вика тој феномен, Не, само презир, само ништовност кон само сопственото сакам и да величање кажам. на Само туѓото. оку сакам да кажам. Шапшари, да. Елините немаат ништо со грците. Елините се спартанци, атињани, тесалици, тракици и така натаму. Значи тоа е тоа. И крипјани, критијани. И со тракиците и И тамака. тракиците и тесалиците се нешто друго. Ако појдете на Крит и ако им кажете дека се грци, ќе ви се налутат. Затоа што они рачунаат дека 1913 кога е окупирана Егејска Македонија е окупиран и Крит. Бугарите, самата Марија Захарова, значи нивната министерка, тогашна министерка за надворешни работи, има дадено изјава во 2023 година, каде што дослов се кажуваат: нас во 1878 година со Сан Стефанскиот договор не прекрстија русите. Дојдоа русите и не покрстија. Значи, они нема идентитет, нивниот идентитет го кажуваат самите нивни историчари. Како викаат за првата царска столица во Бугарија?
Јазикот кој што се зборуваше во дворот, во Трново, не го разбираа народните широки маси. Зошто? Затоа што тој е монголо-татарски јазик. И сега да не навлегуваме во историјата, тоа нека се занимаваат историчарите, но само сакам да ја искоментирам таа смешна работа. Луѓе, ние не полагаме само ние право на античките македонци, но факт е дека сите ДНК анализи, дури и во Швајцарија и во Шпанија, да, сите кажуваат дека кај нас, кај македонците, најголем е генот присуството на македонскиот, старомакедонскиот на старомакедон, односно тој дел. Ние не викаме дека го нема ниту кај грците, ниту негде другде, го има. А како тоа на никој друг во светот не му текнува такви глупости ништовни, Зато да не го може во искоментирав. тие американците се Нека ми простите. Со тоа што кажувам, Глупости. колку нивните политичари во таа структура во моментов и штетат на Република Македонија, значи и штетат на Република Македонија со сите овие потези, а се свесни дека на власт никогаш нема да дојдат доколку не дојдат со фалсификат, насила инсталирани, со некои си шарени револуции, обоени револуции и така натака, со енормен странски притисок. Иначе они на избори... И во тоа се крстат се уште овие, да. Они на избори победија само еднаш, кога еден... 2002-та? Не. Кој еден не сакаше да послушат интелектуалци, кога му зборувавне дека најдобро е, макар еден пратеник да имаш, 94-та не смеш кога не излегува, па не е тоа победа кога немаш победник противник. Ама пази, ти му ја оставаш така. теренот не му го беше оставаш случајно гол, така, да. дозволете теренот му го оставаш гол и тогаш почнуваат, се носат. Законот за приватизација на општествениот имот на Јани Милјовски и таки фити, тога се носи законот за приватизација на земјоделските задруги, денеска Македонија увезуваат храна, катастрофа, сум поголема катастрофа не може да биде, наместо да бидеме извозници увезуваме. Тогаш после тоа за еден краток период изумре производството на јајца, на пилешко месо, промената на знамето, на знамето и така натака. Атентатот на Киро Глигоров. Тога се создадоа политичките, односно олигархиските елити. Судството ше сосуди во еден ден. Така, значи тоа и кога ќе го видите, тука е коренот. Односно, целосната инсталација на организираниот криминал и создавање на спојката помеѓу организираните криминални групи и политичките елити. Со што си имаме мака и ден денес. И ден денеска си имаме мака како држава. Да не се лажиме. Затоа викавме, еден пратеник да имаш, ама биди внатре. Биди внатре. Така. Она, како викаме, замешувај им се. Да. Замешувај им се. Ете тоа е тоа што сакав да го кажам. Иначе јас во една прилика и овде кај вас и на други медиуми сум кажал, не мислам да им делам совети, факт е дека таа партија со 5300 гласови кои што ги добил сегашниот лидер од кој ли членство беше, се појавија само 17.000, од 50.000 падна на 17.000 гласачи на изборите, по ними излегува само 5.000, мислам дека прво они сами внатре интелектуалците во таа партија треба да си го решат проблемот. Не јас. Јас немам ни намера, ниту да ме праќат со стапој да ме тепа да одам таму, нема да влезам. Мислам тоа да не се лажиме. Мене не ми е местото таму кај ними. Но факт е дека на Република Македонија, на било која влада и треба добра опозиција, тоа да не се лажиме. Коректор опозиција, не опозиција што лаже и пушта лажни вести. Но не ваква опозиција, не ваква опозиција со обтоварена со криминогени дејствија, со криминал, со корупција, со изнуди, со огромни со луѓе кои што се склони на пороци, значи пазете, вие имате таму луѓе склони на пороци кои што мислам дека е апсурдно тој да ми излезите да ми создават јавно мислење. Конзумент на кокаин кој што јавно, тоа е со самиот си призна, не измислуваме не па беше фатен инфлагранти на лице место каде што уживат во наркотици. И се извини, и сега простено. Значи тоа е кривично дело, ако не се лажеме. Затоа викаме луѓе со пороци, знаете, Џаро беше тога че испадни Џаро, покојниот најпаметен, он уште 94-та година им кажа, да, јас ќе легализирам јавните куќи, ќе го легализирам комарот, и ајде ќе правиме... Чесно барем го кажа. Чесно барем, отворено. Да, чесно кажа, со пороци ќе правиме држава, мислам. Да очекуваш јавното обвинителство конечно, еве за промена, да допре гласот до нив и да се зафатат со ова, бидејќи Ачик некој излегува и кажува нешто и
токму тоа што го наведе ти еден многу интересен момент. Најдете го само јавниот обвинител кој што ја тргнал таа забрана за отуѓување и ќе ви биде јасно зошто, како може, видете според кои докази. Седнете го, па од друга страна можеби ќе каже нешто тој, нели? Така, односно кој му го наложи тоа? Јас очекувам дека до крајов на ова седмица, тоест до петок, дека горе-доле ќе имаме нешто, раздвижување малку поголемо по однос на овие предмети во јавното обвинителство. Значи очекувам, така, затоа што врз основа на тоа ќе се ценат сите оние кандидатури на јавни обвинители кои што ќе треба да се појават на конкурсов за избор на републички јавен обвинител, нели, колку они имаат честна намера да се справат честно со криминалот и корупцијата, но криминал и корупција сторен од политички елити. така. Или зад кои што стојат политички елити. Зад кои што стојат. И да е согледаат оваа врска што ја коментираме, да се отворат постапка, затоа што тамо господинот Жан Митрев спомна уште еден интересен случај. Па тие што многу убаво ме познаваат, веднаш ми пратија порака сосема други, кои што ми ја посочија и фирмата преку која што била вршена набавката, на која што и се дадени парите, која што фирма денеска со огромен имот, со деловни простори, еден куп, веќе од некаде 2002, 2003 или 2004 не ме држете, градски аптеки, станува збор за градски аптеки, така. Јас ќе ја отворам, отиде во стечај, ништо не се знае за тој стечај, огромен број на нивни деловни простори, тоа на прекрасни места, градските аптеки се затворени, така да мислам дека тие два случаи што ги напомна господинот Жан Митрев се школски примери како треба да функционират една правна држава, како не треба, а доколку се исправат, како треба па да функционират, затоа што не може еден случај каде што имаме кристално јасни деловни односи, фактурирање, плаќање, понатамошен увоз, неплаќање, неевидентирање на царина и така натака, ајде да не го отварам случајот, пошто ми го презентира мене други луѓе, не господинот Жан Митрев. Јас лично не се знам со господинот Жан Митрев, ниту се знам, ниту имам намера да му бидам бранител или било што. Но случајот ми го презентира, пошто сакаат да разговараат на таа тема, викат еве те знаеме дека во тој дел ипак имаш некој авторитет, па сакаме да го искоментираме, ајде да го искоментираме, и го искоментиравме. Како ја гледаш реакцијата на еден од вмешаните во случајот според она што го кажа Жан Митрев, зборувам за Венко Филипче, кој што утредента направи вонредна пресконференција. Интересно беше што го следе случајот во 12:30 ја пуштија најавата. Не се што таму имаше дека е во среда, а беше сабота. Зборуваме за сабота, ден кога новинарските екипи се редуцирани, работат нели како дежурни екипи. Во 12:30 пуштате најава за 1:30. Пуштија коригирано соопштение за 5 минути, сите се понадеваа дека смениле средата бидејќи беше сабота. Не, средата остана, ама тајмингот беше поместен во 1:15, значи во превод. Вие откако ќе ја добиете најавата, во после 12 часот за новинарите исто така тешко тоа е да се организира 20-тројца работат по телевизиите, но менувате и правите 15 минути враќате назад, се со цел да не се лажеме го работам ова 27 години, за да не стигнат оние кои што треба да прашаат нешто што не треба да го прашаат, односно вие да си кажете кој снимила се знаеме, кои тие се претходно известени и вие си излегувате. Како гледаш реакцијата која што беше најава за тужба за клевета. Тука зборуваме за нешто многу сериозно. Зборуваме за рекет, за злоупотреба на службена позиција, за многу работи кои што се... Дозволете. Сега, а вие се заканувате со клевета. Како ти изгледаш ова? Видете. Да. Значи, во настапот на господинот Жан Митрев, ниту еден правник и ниту еден истражител, ниту еден криминалист препознават било ни најситни елементи на клевета или навреда. Значи нема никакви елементи. Господинот Жан Митрев многу јасно си кажа: имам и писмени докази. Значи, со тие писмени докази, тој го повика јавното обвинителство под допрен глас да си преземи дејствија за докажување на тоа што го кажа.
Господинот Филипче, фатен во паника, одејќи на таа пресконференција во саботата, кажуваат, викат, ако Жан Митрев има докази, нека ми поднеси кривична пријава. Господине Филипче, тоа е кривично дело што се гони по службена должност. И тамо нема што господинот Жан Митрев да поднесуе кривична пријава. Тука е државата стапува на сцена. Подопрен глас, јавниот обвинител, ало, господине Жан Митрев, вие рековте дека имате докази, бурум да дојдите во обвинителство да ги презентирате доказите. Так. И крај решен проблем, они од тука ќе си отворат истрага, ќе си ја водат истрагата против обвинители, против суди, против ове, против оне, против сите, оние за кои што постојат докази дека сториле некој од наведените кривични дела, јас ги наведувам. Изнуда, ме разбирате, злоупотреба на службена положба, по сите елементи, да се види тамо кои се што се. Влијание од позиција на мојчи, така натака, значи истрагата ќе покажи за кое кривично дело се има елементи. За тоа што се има елементи, за тоа треба да се поднеси обвинителен акт против тие кои што се осомничени дека го сториле кривичното дело. Кристално јасна, кристално чиста работа. Нема што тука господинот Жан Митрев си води тамо постапка во врска со овој случај што јас го спомнав, со деловните односи. Тие деловни односи се гонат по приватни тужби, се тужат, се расправаат пред судови, ќе се наплаќаат камати, нема да се наплаќаат камати, па кој во судството го враќал предметот и си играл пинг-понг со предметот, стигнал до Врховен суд, на Врховен суд се бараат само, се оди со барање за заштита на законитост, па Врховен суд го вратил некаде назад. Дали има тамо коруптивни елементи, гледаме што ни се случува во судството, сите индици укажуваат дека навистина тамо имаме многу висок степен на корупција и затоа ни е таква состојбата во судството каква што ни е. Како гледаш на овој другиот момент, 5 дена потоа, не можејќи да удри по магарето, па удри по самарот, народски кажано, односно Филипче не можејќи СДСМ да му најдат ништо на Жан Митрев, како што каже и самиот, сите експерти го потврдија тоа. Не можат ни на државата, се уште не е почнато ништо, ќе видиме тоа натаму ќе следува. Удрија по кого друг, ако не по ТВ Алфа. Зошто? Сега тоа е многу интересен момент. Ние сме биле телевизијата која што го обелоденила тоа. Значи се погоди во емисијата на колегата Богдан Илиевски да дојде Жан Митрев и да обзнани нешто кое што го знаеше цела Македонија. Знаеше дека таа хајка не е бадијала и дека нешто се правело таму, тој излезе и кажа, всушност ја кажа вистината, сведоштво, директно, лично, не зборуваме за рекла казала муабети. Сега денеска имаше пресконференција на оној што го спомнавме со шмркањето кокаин, кој што не знам искрено како се да само може да го натопоруваат, имајќи предвид целата таа љага, но еве татко му, ама па татко му беше познат по други работи, но еве излегува тој Алфа е виновна, сега зошто? Затоа што ние сме биле наши собственици биле унгарски компании, концерни. Сега каде е врската? Ако го следеше пресод, беше многу интересно. Јас едно што го фудбалскиот тим, бидејќи ти си по фудбалот многу. Жан Митрев имал тим на неговата клиника, болница кој што учествувал во Будимпешта на надпревар фудбалски, таму имало некои унгарци, едниот бил и нешто поврзан со Виктор Орбан, ама третиот бил со некој не знам кој, а четвртиот па имал некакви врски по мајчина линија, се шегувам, но со конзорциумот кој што има Алфа, тука се направиле врските и Алфа така го добила сведоштвото, мислам, сачувај Боже. Прво, секој честен граѓанин на оваа држава треба да и честитат на телевизија Алфа, затоа што телевизија Алфа одејќи од основното нешто за што сите медиуми, не само телевизија Алфа, се задолжени за правично и навремено информирање на јавноста, штитејќи го јавниот интерес. Јавен интерес е во Република Македонија да имаме клиники
како што е Систина, како што е Жан Митрев и некои други такви светски клиники, признати во Европа, признати секаде. Значи тоа е јавен интерес на сите граѓани на Република Македонија. И сега некои доваѓаат, не може она што вие викате, не може помагарето па удри по самарот, и сега он се впуштат теории на заговор, не само теории на заговор, него да кажуваат за структурата, за собственичката структура на еден медиум кој што си има национална концесија, тој медиум си ги остварува своите функции. Љубомир, додека бевме во опозиција, тука во ова Алфа телевизија спија од финансова полиција, од УЈП, ако имаше нешто да ни најдат, ќе не со се партали, ќе ни сврлеа надвор. Да не се лажеме, проверено милиарда пати тука се си е како што треба. Не верувам кај сите дека е останати, но еве кај нас токму за времето на СДСМ, тука сите инспекции знаат да. Ама јас сум сведок на тоа, знам каков притисок се правеше и така натака и во тој период и но друго ми е зборот. И сега наместо јавноста, затоа јавноста не им веруваат. Прво заради немање кредибилитет на известителот. Значи известителот нема кредибилитет, да не се лажиме, мислам, некој кој што е уживател на опојна дрога, мислам докажано, фатен на лице. Само признаено, мислам дека е апсурдно, мислам дека е апсурдно тој да излезит и да создават јавно мислење и да кажуваат вака така. Тоа е првата работа. Втората работа, пак ќе се вратам, сите медиуми зад себе имаат основачи, имаат некој капитал, имаат луѓе кои што, но сите имаат главен и одговорен уредник кој што е одговорно лице. Ако господинот Филипче мисли и има ни најмал доказ дека телевизија Алфа сторила нешто што не е во надлежност, нека тужи. Тамо викаме да тужи. Но телевизија Алфа многу професионално, најпрофесионално, и јас дури не случајно му напишав на вашиот колега на Богдан, дека со тоа он ги отвори портите на она што се викат спрега помеѓу политички елити и организирани криминални групи. И затоа јас секој пат ќе му честитам дека како новинар направи многу јака емисија, со аргументи, со факти, без да атакуваат на никого, го изнесе јавниот интерес на граѓаните. Тоа што внатре, во нивната структура на таа политичка партија немаат сенс веднаш да си побараат свикување на извршен, свикување на централен комитет и не знам како се организацијски поставени, па да си поведат постапки внатре, па да си ги решаваат проблемите внатре. И доколку на вистина они сакаат да си ги решат проблемите, мислам дека од таква структура на раководители и во највисоките органи на таа партија не им е местото. Да не се лажиме. Значи не е местото. Ние како викавме на времето во еден претходен систем, како викавме, доколку има поднесено обвинителен акт, значи се бараше уверение и од јавното обвинителство дека не се води истрага до истражниот судија и се бараше уверение дека не си осудуван. Значи, ако веќе имаме една ваква ситуација, значи тоа е тревога, не него звонците звона тревога за да внатре во партијата си го решат тој проблем. Јас кажав, јас немам намера да се мешам тамо, но мислам дека излегуваат, пропаѓаат како во жив песок. До колена, па над колена, па до појас, па до глава и сега веќе се пропаднати целосно. И они не знаат како да излезат од тој жив песок. Не знаат како да излезат од тој жив песок и само тонат. И кажуваат, тамо, некои си глупости презентираат. Не знам, се го плашат народот со лажни вести, не знам, мигранти, не знам ова, не знам... Српски свет, руски свет, не знам ваков, не знам таков, луѓе, еден медиум нека дојде сем еднаш на сите што се појави рускиот амбасадор во Република Македонија, па кој, луѓе на добар ден не му викаат на улица. Кој е руско влијани? Него не знаат, да не се лажиме, па амбасадорите на западните земји па не може да ги избркаат од некои медиуми. Да не се лажиме сега, и сега некои ќе ми зборуваат на мене, ќе ми кажуваат за ова, за она, за руски свет, за кинески свет, за српски свет, за било што. Луѓе, ние само не треба да трчаме
Прерано, кога гледаме сите молчат, затоа што еве, гледате, дојде недоразбирање помеѓу најголемите сојузници Европска унија и Соединетите Американски И држави. што туку ќе доаѓат? И што туку ќе доаѓат и сега Да. не треба ние да трчаме кога викаме и едните и другите ни се стратешки партнери. Чекајте, Да. чекајте да видиме како ќе го решат на највисоко ниво. Ние сме многу минорни за да ние се мешаме. Да видиме на највисоко ниво како ќе си го решат они проблемот. Ма не. Но како еве може да зборуваат за некаков си српски свет кога ако се сеќаваш токму во таа пуста корона од која што многумина се офајдија за жал на државата и се случуваше нешто што се викаше ковид вакцини недостиг и ги спаси кој друг ако не некој си таму Вучич. Потоа снема пченица, ако се сеќаваш, резервите и Така. кои што еве сега излегуваат како ги дале, продале Така, многу така. илјадници евра. И кој ги спаси? Повторно ги спаси еден Вучич. Како можат истите тие луѓе, кои што беа два пати како влада спасени од истиот тој Вучич, е сега оваа влада шурувала со српски свет, а немаат никаков контакт. Ама Напротив, видете, никаков нормално контакт. е во сите односи, сега јас малку да го Да. насмеам македонскиот народ. Абе ако снимаш кафе, прво чукаш на вратата на комшијата. Така. Да не се лажеме. Дај ми комшија едно лајче кафе, ми дојдоа некој гости, нема затворени мислам тоа било од веки векова овде кај нас. Ние мора да соработуваме прво со сите комши. Но ние не по секоја цена. Не може, пазете, го слушам Венко Филипче постојано зборува за неспроведување на агенда, европска агенда. Господине Филипче, твојата европска агенда е бугари во устав, крај. Така. Значи И ти обвинуваат Македонија Е. и сегашната влада дека се и наети и насила отвора проблеми Значи, со соседите. пази, Џамити, ние со друго ми е- бугарите сега намерно правиме нешто и тие не зборуваат за достапен јазик, а не македонски, ние друго ми е измисливме, зборот. мислам, Друго ми е срамота. зборот. Ова структура што е сега на власт, Така. уште пред 3,5 години, 4 години им кажа дека никогаш нема да дадат согласност да направат мнозинство за да бугарите влезат во устав под уцени. Спремни сме да преговараме, да се договараме со одложено дејство. Значи, моментот 22-та година Да. кога излезе францускиот предлог, кога бевме точно, на улица значи меѓу уште другото и ние отогаш, и значи уште опозицијата, отогаш, да. значи уште отогаш. Пазете, јас бев, значи има и снимки, кога се пукаше кај стоковна куќа Илинден, И јас јас бев тој со шарената мајца таму, Да. кој што ги враќав граѓаните, а можев многу лесно затоа што куршум 5 метра од мене удри во Мерцедесот. Но о том потом тоа Да. заврши како заврши таа работа, ако требаше да биде поднесена кривична пријава и да таму тој одговара, тој што пукаше да одговара за загрозување на животот на многу луѓе или за убиство во обид. Ама но о том потом тоа нечум да го коментирам затоа што лично ќе бев оштетен. Да. Но о том потом се тргаме. Значи уште тогаш е кажано дека условот за внесување на бугарите во уставот е тој. И тука е црвена линија, крај. Нема никакво прифаќање на уцени и закани и откажување од сопствениот идентитет. Она што го спомнува господјата Корубин. Господјата Корубин многу самата си кажа, па дај од нашиот идентитет и од нашава историја да им дадиме на овие кои што Тоа е ги создаде нивни, не е Германија. нашиот, Да, да, Ако тие си даваат, Не, нека не, си не, даваат, така да. е. Не, мислам, многу Не од наивно, многу глупаво, многу како да ти кажам, Субмисивно, предавнички. сервилно, колемничарски, предавнички. беззаробетно, Без безкичминачки. значи предавнички. Како да Самата, сакаме, значи да. не меѓу редови, него самата тоа го кажува. Ние сме немале ексклузивно право на Може идентитетот. таа нема, нека си. Да, ако нема, нема, ништо незин Нека проблем. не го чепкам мојот. И затоа твојот да, затоа викаме тоа што господинот Филипче го барат европска интеграција со внесување на бугарите во устав, не пиет вода бе Филипче. Дај бе 2,5 години, 3 години не Го малтретираш. веруваат како расипана поча и само паѓаат и не им текнува Ама што го е малтретираш, причина. Треба да им секој нацрта некој, да им секој напише. честен граѓанин го Да. малтретираш. Досадно е, тоа е навреда за мене. Да. Навреда е за мене. Дај прекини една за секој пат, јасно ти е, кристално јасно ти е дека таа работа вода не пие. бива, да. Не пиет вода, готово, крај, решен проблем. Што сега ти си запнал како, ајде да не речам некој
Па и треба да се речем, ајде да не речем. Ајде да не речем, ипак сме јавен медиум, знаете, со национална концесија. Имајќи преди што се денеска кажа против Алфа, треба да им кажеме, ајде да не паднеме на нивото, ајде да не паднеме на нивното ниво, нека они така, нека си одат, нека си тера. Значи затоа викаме, нас ни е кристално јасно се што е и како е, но немојте да го навредувате, да ја навредувате гордоста на македонецот. Македонецот е многу мирен, питом, гостопримлив човек, значи тоа е чудо едно. Арно, ама немој да ме знаете, има граница. Да, ама знаете моите брсјаци во 1880 година зошто ја дигнале брсјачката буна? Затоа што не можеле да трпат терор од арнаутите кои што доваѓале и влегувале по поречието, па знаат како завршиле. Затоа ја дигнале брсјачката буна. Не заради нешто друго. Таа е позната во историјата. Сега некому не му одговарат, ја избришале. Децата сега не ја учат, ама јас сум ја учел. Може би имам некоја семка од тие луѓе кои што учествуваат. Многу веројатно, да. Многу веројатно. Имаме уште теми за отворање. Ако. Одиме со кусиот блок реклами, со нас е Љубомир Ѓурчевски, се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е Љубомир Ѓурчевски. Љубомир, ова го зборувавме и буквално пред минатата година, пред да дојде оваа година, дека оваа година ќе биде почеток на нешто што треба да значи враќање на правдата во Македонија. Така и завршивме с последната емисија во стековната, на 30 декември. Беше со мене во емисија, ја затворивме на тој начин со очекувањата дека она што се случуваше на крајот на 25-та беше увертира за 26-та, односно ако по утрото денот се познава, тогаш по крајот на минатата година се познава следната. Имавме носење на многу закони, имавме конечно тргање на оној октроираниот јавен обвинител кој што име не треба ни да му го спомињаме, веќе мислам. Денеска се случи нешто исто кое што води кон нешто позитивно. Сменете после долго време на скопското обвинителство. Му истече мандатот, не е сменет, му истече мандатот на 29. Не успеа, ама не сменете со тоа што тој аплицираше, но не успеа да го истера вториот мандат да го добие. Не успеа да добие нов мандат, затоа што не одработил ништо позитивно, нормално е дека нема да бидеш реизбран. Море, имајќи предвид со какво обвинителство си имаме работи, тоа беше под знак на може би тревога дека има шанси. И тој имаше 5 гласа, ово имаше 7. Лјупчо, ние имаме една ваква ситуација. Значи на 30 декември со Сотир кога коментиравне, кажавне, очекуваме капиталци да паѓаат. Така. Зошто? Еве една се задрма, една столица, две се задрма, ама не. Во третата знаете недела каде се капиталците? Знаете каде се капиталците? Да. Падот на Крмзов, нели јас тогаш го спомнав, ама погледнете цела управа за јавни приходи. Така. Погледнете ја со Србинов, со 4,8 милиони евра. Видете кој се е инспектор и колку инспектори таму се вмешани во криминал и корупција. Со основани сомненија. Так. Пазете, веќе сега имаме основани сомненија, се води истрага, изречени се мерки. Ме разбирате, тие во истрагата ќе бидат преточени во обвинителен акт. Во обвинителен акт, значи уздрмана е. Како е дојдено до тие податоци? Кои се внатре, најверојатно со ревизија од внатре. Со помош на директорката која што е тамо внатре, која што видела дека подпишувале, одобрувале поврат на ДДВ без да има основ и така натака. Но, пак викам, истрагата ќе си го покаже своето. Но уздрмана е, да не се лажиме. Со самото тоа што се уздрма управата за јавни приходи. Рачунете дека здрман е целокупниот систем. Полицијата, финансиската полиција, финансиското разузнавање, царинската управа. Ме разбирате? Како викаме ние кај нас? Ако мечката играла во комши, може да играт и кај нас. Така. Сваќате, и затоа јас посебно им честитам и на колегите од Агенцијата за национална безбедност, особено за овие два случаи и посебно овој што правил ново дзиче, немал цигли, па редал новчаници.
Па добро, со евра многу држал тој цит. Да, многу биле наравно стабилни. тежа да држи, да. Колку повеќе илјади, 350, па тоа е многу Да, во зид. Многу во зид. И да, затоа тука се поставува Така се раздвижи, а работи бе Па некако. затоа. Еве го ова со Жан Митрев, еве Ама веде паѓаат обвинители, еве суди почнуваат. Ама пазете, јас зашто ви нови реков закони. очекувам до петок. Да. Јас зашто ви реков дека очекувам до петок. Затоа што јас верувам во оваа вршителка на должност што е сега поставена на местото на државниот јавен Топалова. обвинител. Значи, верувам во господјата. И верувам дека таа ќе го раздрмат обвинителството. И верувам дека и Советот на јавни обвинители ќе се подзамислат малку. Она е член на Советот по функција. По функција е член на Советот на јавни обвинители. Но, малку ќе се подзамислат после овој случај со судијава од апелација. Затоа што, пазете, во постапките ние како викаме, краен суд е апелација. Одлуките на апелација се конечни и извршни. Врховниот суд е барање за заштита на законитост. Тоа е сосема некој друг. Тоа се правни лекови. Тоа се правни лекови, оставете. Овде се завршува. Значи имаме основен, имаме апелација. И сега вие пазете го влијанието и моќта на апелационите суди. И сега ние се прашуваме од каде? Па сега ние ќе дојдеме до една ситуација. Тамо беа спомнати многу предмети во кои што господинот работел, така? Спомнат е адвокатот, спомнато е посредувањето. Се поставуваат прашањето од каде тој кеш. Значи тој кеш е прибавен со сторени кривични дела, дали се тоа даночни затајувања, дали се тоа избегнување на плаќање на царини, на акцизи, дали се тоа од недозволена трговија со други производи, дали се тоа од недозволена трговија со дрога, со оружје и така натака, ние не знаеме. Што ако он одлучувал, например, и по предмети за оние престрелки на организираните криминални групи, наркомафијата која што се пресметуваше на скопските улици? Ние не знаеме, треба истрагата да покаже. Ние сега овде само нафрламе основани сомненија, во што све се сомневаме, од каде би можеле да бидат тие пари. Како такви, затоа што кој може 350.000 евра во кеш. Има муавети дека од таткото тој имал многу имот, па продавал и такви работи, така што Ама и да се продавал, заслушаме различни. ама и да продавал Да. тој имот, тие продажби ќе бидат евидентирани, значи ќе мора да има купопродажен договор. Така, Штом ќе да. мора да има купопродажен договор, значи парите поминале по сметка. Па татко му нека ги вадел после за откуп на грозје, на ова, на она, не е битно, но Многу мора. грози, да. Но мора, значи тоа е суштината на економскиот криминал. Ако сакате да докажувате економски криминал, тргнете по текот на парите. Крај. Да. Тоа е кристално јасно. Кристално јасно. Затоа реков, значи, истрагата ќе си покажи сега да не им комуваме ние на јавни обвинители. Јас искажав став дека имам верба во господјата, која што е сега државен вршител должност, државен јавен обвинител, имам верба, огромна верба. Буру, нека им се даде шанса, нека работат. Ете и конкурс, па нека си конкурират и на конкурсот за државен јавен обвинител. Си има постапка, си има закон, ако ја изберат, нека и ја со среќа. Така, нешто што е секогаш поврзано со судството и правосудството. Случајот кој што го коментиравме на самиот почеток започна преку една истражувачка во наводници историја, која што допре со гласот, иако многу ретко допира до тоа јавно обвинителство кога не одговара некому, но времето е времето на распупеното судство на Заев. Наеднаш судот, односно обвинителството и судот, нели, координирано истрага прават, му замрзнуваат имот, отвораат истраги, чешваат, таму прават чуда и врагови кај Жан Митрев, па еве ги овие двајцава случајно доаѓаат со понуда која што била минорна во однос на вистинската вредност, па ќе помогнат во случајот, нели, бидејќи знаеме како функционираше тоа распупено судство, имаме сведоштва директни. Вилма Русковска и еден куп други луѓе кои што кажаа како Кацарска, ајде да ја спомнеме судиката Кацарска, носење пресуди напишани во политичка партија, што се лажиме. Јас тоа отворено сум го кажал. Значи пресудите за 27 април беа напишани во седиште на политичка партија, што се лажиме. Така, се Значи, служам. тоа душата ме боли за тоа. Стално еден од првите експерти бев кој што кажав дека тамо нема, ниту има тероризам. Да. Ние можеме да расправаме тамо за сосема други кривични дела.
за учество во толпа што го нарушила јавниот ред и мир, за извршување на наредби кои што представуваат кривично дело, значи за такви некои, но за Со тоа се занимаваше државата, со имагинарен тероризам, со имагинарни глупости по болниците, кои што ништо од тоа не се случувало. Ама не се занимаваше со вистинскиот тероризам. Вистинскиот тероризам е тоа што нема записник од избор на председател на собрание, кое што собрание, значи без легитимитет, донесе промена на устав, донесе еден куп закони, кривичниот закон го сменија како што го сменија за да го закон за све, за јавни обвинители, за судски совет и така натака. За наркотици. Кукавички јајца инсталираа во судството, во јавното обвинителство и секаде се со цел да се кочат постапките, ме разбирате, не ги потврдеа уредбите со законска сила иако беа должни, па на крајот на криштата ако сакате и овие болниците што беа од ковид, оние што се за модуларните болници. И тие беа во тој период без никаква јавна набавка, без контрола, кои материјали, какви материјали, огнеотпорни и така натака. Чекајте бе луѓе. Така. Ние таму имаме еден куп. Баши Бузук беше. Баши Бузук, ама сите јавни набавки. Па во Министерството за внатрешни работи. Па во онредната состојба токму овозможи еден куп такви работи. Ама знаете што ми кажува полицајци, ми се јавуваат и ми кажуваат началник бе ни дадоа чизми, еднаш ги обувне, се распадна. Секаде, каде и да отидев, ми кажеа леле што се случува во Созара, отиди таму леле во полицијата, секаде беше така. Луѓе полицајците собираат едва и крпат со униформа, луѓе едва и крпеа со униформа. 10 години, 7 години во просек по 4 милиарди, значи во просек по 4 милиарди евра буџет, тоа се 28 милиарди евра буџет потрошија. 7 години, да. Значи, луѓе 50%, а шајка не се закова. Нека не се 50. 20% од тие 28 милиарди да беа за инвестиции, па ќе се видеше некаде нешто направено. Убава констатација. 5,5 милиони евра скоро, да. Со 5,5 милиарди евра, луѓе, знаете што се прави, цела Македонија ќе беше со автопати. А веќе видевме нешто. Ние не ги сервисиравме канадерите. Овие ер тракторите нема остана па гореше хеликоптерите, исто така, да. Ништо не функционира. Ама не можеш више човек кога седнува да ги отвори сите тие афери. Ако се вратиш назад со аферите, со нивните генерални секретари, значи со 1000 страници материјал. Рекетот го забораваме сите. Катица Јанева и компанија. Па еве денеска Боки, вчера или вчера. Тамо како му се јавувал на Заев и така. Што? Но еве, мислиш дека искрено беа уверени во тоа, убедени дека после се што направија, после сите зулуми, апашлуци, арамилаци, како и да ги наречеме, злодејанија кон државата, значи за буџетот да не зборуваме, за се што направија, мислеа дека ќе помина така и дека никој ништо нема да направи, дека ќе останат заштитени заради тоа што го смениле името, не сватија како завршуваат оние извршителите, не читале историја како завршуваат. Само олку. Да. Правам паралела помеѓу раководството на УЧК од Косово, кое што во ниту еден момент не помислуваше дека ќе се најде во Хаг, а се најде, откако им ги заврши сите работи на нивните ментори, истата ситуација ќе се случи и со ними. Првиот момент, кога менторите ќе кажат доста е, тие ќе бидат пуштени по вода. Така. Кој е најдобар пример според мене, знаеш? Артан Грубисар. Ако некој пред 2 години мислеше дека може влакно да му фали на главата на тој чалам арогантен како што беше, со она што прштеше околу него таа ароганцијата, тој ја водеше владата, да не се лажеме, не Заев, не беше прв вице-премиер, беше премиер. И тоа што се случи со него, после тоа,
Мислам дека Па тој мислеше многумина дека се запраша особено од делот На на врхушката да, на на СДС, Дуи. што ке след Дуи не Да, се, но ама мислам не, дека не, друго тоа ми е СДС зборот. повеќе Друго ми ги е зборот. заголица. Господинот Груби мислеше дека со подпишување на договорот со Бехтел и Јенка и ставање Готово, на тоа е класифицирана веќе информација дека амнестиран, тој е бетон, дека никој нема него да го чепни. Брусел Мајти, да. Ми заврши работата, и ми заврши работата. Македонија ќе плати како Свети Петар Кајгана, автопатот, тие автопати ќе коштаат најскапо што може Ѓавол да се и пол, да. ѓавол и пол, но тој откако им заврши работата, веднаш се најде на црна листа. И сега што правиме? Така. А овие другите се уште се крстат дека Да. тоа што го направија дека ќе ги одржува во Па форма. ја и- мислам дека во наредниве 2-3 години и тие ќе бидат пуштени по вода, како и уште некои други кои што останаа од она што викаме раководството на УЧК, Така. но македонскиот дел, она што е она, Да. ослободителната армија во овде, па така да Ќе гледаме и многу имиња на Ќе црната гледаме, листа ќе што гледаме, ќе се ќе појавува. гледаме. Не само на американската, тие што се веќе на македонската, нели? Да, ќе гледаме, знаеш што, тие оние стратешките партнери ќе ни кажат, ало, бе, дај Ѓурчевски да го нема више, кој е тој Ѓурчевски ќе збори тој. Тргај тамо бриши. Не разбирате? Така, да. Да не се лажиме, мислам дека Се си има век, така. Па видете, Рок на во траење, разузнавањето, датум на употреба. во разузнавањето има Да. вечен интерес на големите сили. Така. Но никогаш извршителите и слугите не се поштедени. Така. Значи имаме Историски доказано. историски нешто, милион. А се повторува историјата. Шпионите, за жал на кодошите, некој. она се знаат, ги пуштаат по вода. Ги пуштаат. Затоа сака да укинат историјата за да не се повтори За така да се некој повтори. Монти Пајтоновски ама момент, ма нели, ама не ништо, им успеа. не може да Да. тоа ништо да го направат, затоа што ние мора да бидеме љубче свесни дека штом јас се ставам на услуга на некој мојчник, тој мојчник ќе ми дават по една корка леп до моментот додека му требам. Кога не ќе му требам, тој одма знае дека и таа корка леп за него е прескапа. За него е премногу вредна да Му ми ја правиш дават на мене. штета, Му како правам тоа. штета. Со по имиджот е во Да, овој и случај. крај, да. решен проблем. Решен проблем, да не се лажиме. Еве Европа. Само Да. паралела. Ни требаат работници, направија мигрантска криза. Кој страдаат сега од мигрантската криза? Не страдаме ние, тие страдаат. Така. Па сега не знаеме како ќе ја решаваме. Како ќе ја решаваме? Јас, кај тебе овде во Медиумов, што реков? Јас сум во основа хуманист. Што ни требат? Ни требат работници. Бурум конкурс во нашата амбасада во одредени држави по Африка, по Азија или било каде. Бараме заварувачи, зидари, тесари, ова, она, вамте, тамте. Бурум со сите квалификации, бурум тамо ќе се направи селекција, еве ти авионска карта, да не оди по граници пешки, еве ти авионска карта, еве ти стан кај што ќе си живееш, односно не стан ова, него ќе си плаќа стану, тоа што ќе заработуваш, еве ти работа, бурум работи. Што сега по границиве овде, па Фронтекс зашто дојде овде? Па ние секоја вечер нашите колеги, моите колеги полицајците се бркаат по автопатишта на низ Источна Македонија со тие шверцери на мигранти. Што? Секојдневно имаме и за тоа Секој, извештај. да, и види, и сега некој ќе ми рече, ние подпишавме договор со Фронтекс на македонски јазик, ајде бе. Така. Да. Абсурди Добро, се. им требаше тие работи да ги кажат за да се фала Да, со за да нешто, се фала, макар само. дека не било А за дека го фалба. заштитиле јазикот, а вамо Бугарија ти викат ало. Достапен јазик. Достапен јазик. Но крива е македонската виновна е влада затоа што се расправа, а не треба да се расправа. Не со треба, сосед. треба да апсит. Така. Јас 1000 пати тоа сум го рекол. Мицкоски не треба да онадит. Мицкоски треба на сите извршни структури со кои што тој раководи, владата, не со обвинителство, владата, со извршните органи. Бурумбе, Агенција за национална безбедност, полиција, управа, не знам, финансиско разузнавање, не знам тој. Они да ми кројат политика. Не бе Веруваш ваше дека да ќе се спроведе- сменат работиве, така започна 26-та, дека Ја мислам- конечно ќе се раздвижи тоа јавно обвинителство кој што е основата, а потоа и судови. Видете, во таа конотација јас го ја гледам и лидерската средба. Така. Значи лидерската средба. Ние до сега ни една ваква лидерска средба, тоа е многу Лидерската- интересно. Филипче може и подобро што не дојде, ќе дигаше джеба. Толку Лидерската години ја средба- следам, над 2 децении Така. оваа сцена политичка, немало до сега така усогласена, унисона
Лидерската реакција средба после беше многу интересна. откочување, лидерската Дури средба беше Апасиев, дури Ахмети, сите беа на иста линија. откочување на состојбите. Значи, но зато реков примена на закон, истраги, постапки согласно закон, немонтирани случаи. Кој што си сторил, ќе си одговарат. Па кој сакат нека бидат. Пазете, во овие 20 луѓе од управа за јавни приходи, има луѓе кои што се лупаат во гради дека се стари ВМРО-вци, дека се, ме разбираш? Никој не ги прашува. Никој не ги прашува, ме пријател. Ти си дел од коруптивниот ланец, ти си одобрувал поврат на ДДВ, ајде тамо, оди да се соочиш на суд, не со мене, што имаш ти со мене? Така. Ти немаш ништо со мене, имаш тамо суд, оди си на суд, докажувај. Значи, јас затоа викам дека оваа лидерска средба е во контекст на откочување на состојбите во Република Македонија и конечно Така, еве ќе функционира и Safe City денеска и координаторите го соопштија тоа. Функционирање на правната држава, функционирање на правната држава. Пазете, Safe City во првиот момент, значи еве гледате колку се намалија. Знаете колку повнимателно се вози сега низ градов, еве, јас возам, нели? Факт е, возачи сме, може би денеска имам поминато, да не претерам, ама 100 километри сигурно низ градов, низ Скопје. 50 на послаб сум од тебе. Не, па затоа викам, факт е. Значи се движам, возам многу повнимателно. А ќе биде ефектот уште поголем кога ќе почнат казните, да не се лажиме. Така да затоа викам дека дефинитивно лидерската средба треба да ја сватиме само во насока на откочување на работите и почнување на функционирање на правната држава. Така. На крајот на крштата и тој што ни сметаше, можеби малку што сакаше да ни ги врти ушите, па го смени, ако тргна од амбасадор. Си отиде. Нели, ништо не е случајно. Ништо не е случајно. Така, најмалку во политиката. Најмалку во политиката. Нема таму, нема ништо случајно. Све има зошто. Има зошто, да не се лажиме. Така. Да не се лажиме, така да ќе видиме. Ќе биде интересно година. Па не, види, ова година ќе биде барем кај нас, јас очекувам изголемени капитални инвестиции со пругата, со автопатиштата, со магистралните и регионалните патишта и ќе бидам најсреќниот човек ако некој на вистина седни и конечно го реализираат проектот за регионалниот пат према Брод Македонски преку Јасен. Значи некои 20 на километри, 14 километри се точно, 14-15 километри, кои што на вистина треба на тој народ да му се направи за да заживее тој крај и туристички и секако. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам на поканата. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.